Во Алјаска, во американската воена база во Енкоридж, двајцата лидери на САД и Русија се сретнаа лице в лице. Доналд Трамп и Владимир Путин прв пат седнаа на иста маса од почетокот на војната во Украина. Двајцата лидери разговараа околу 3 часа во присуство на нивните највисоки советници за надворешна политика, со цел да се најде решение за војната. Средбата, најавена како самит, заврши многу порано од планираното по првиот круг разговори. Наместо заедничка пресконференција, новинарите беа повикани на куси изјави кои траеа само 12 минути. Темата Украина не доби конкретно решение. Двајцата лидери рекоа дека постигнале напредок по неодредени прашања, но тие не понудија детали ниту одговорија на прашањата на новинарите. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. They will not make any attempts to use some backroom dealings to conduct provocations to torpedo the nascent progress. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. Белата куќа соопшти дека Трамп веднаш по состанокот имал долг телефонски разговор со украинскиот председател и со лидерите на НАТО. Во понеделник ќе се сретнам со председателот Трамп во Вашингтон за да ги разгледаме сите детали за запирање на убивањата и војната. Благодарен сум за поканата. Инаку на крајот од средбата што се одржа во Алјаска, Путин го покани Трамп да ја посети Москва. Според експертите станува збор за гест што може да се чита како уверување во продолжување на диалогот, но и како порака дека идните потези ќе се играат на негов терен. Mr. President, I'd like to thank you very much and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening.